ден на пензионерите, нашиот прекрасен колега Кирил Стојанов. Кирил, повели. Така деневе ти благодарам за најавата, како што спомна и ти, денеска е 15 септември, ден за кревање на пензиската свесност. Многу често меѓу луѓето е присутно тоа дека за пензија има време ќе се мисли понатаму, меѓутоа луѓето кои што работат на таа тематика, на таа проблематика велат дека тоа е апсолутно погрешно, дека за пензијата се почнува да се размислува веднаш што ќе се влезе во тој работен однос, меѓутоа многу повеќе за пензиското осигурување, за пензиските столбови, за исплатата, за зелениот плик и за тоа каде граѓаните може да се пожелат. Ќе зборуваме со Татјана Стефановска, раководител на сектор за правни работи во МАПАС. 15 септември, ден на кревање на пензиската свесност, нешто на што вие долго време работите. Зошто кажувате дека одлуката за пензиската иднина треба да ја носиме сега, а не да размислуваме за неја во иднина? Пред се благодарам за можноста заеднички да ја подигнеме пензиската свесност во нашата држава. Значи, ние никогаш во некој мото викаме сега и тука одлучуваме за пензијата. Зошто? Затоа што овој тростолбен пензиски систем е многу транспарентен. Членовите на пензиските фондови имаат можности и информации за нивната пензиска заштеда и може да влијаат со определени одлуки за понатамошното пензиско штедење. Значи, членовите уште при вработување може да одберат во кое пензиско друштво ќе склучат договор и каде ќе им се инвестираат средствата. Исто така, тие можат да одлучат да учествуваат во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, односно да склучат дополнителен договор за членство во доброволен пензиски фонд, со што ќе им се зголеми понатаму пензијата, а исто така може и, како што спомнавте, да си ги барат остварување на своите права, да се поплачат и така натаму. Така ве спомнавте тростолбен систем, така функционира македонскиот пензиски систем. Она што знаеме дека постои тростолбен систем, и тоа се случува да не ги знаеме разликите. Која е разликата меѓу тие три столба кои што функционираат во Македонија? Да, значи сега конструкцијата е тростолбен пензиски систем. Столб е задржан предходниот pay-as-you-go систем, значи од вработените придонесот за пензиско, кој што го уплаќа работодавачот, се исплаќа за сегашните пензионери. И како кружен тек, нели е тоа. Меѓутоа, со воведување на вториот и третиот столб, веќе имаме пензиска заштеда, што би се рекло, односно еден дел од тој придонес во задолжителното капитално финансирано се уплаќа на индивидуална сметка на секој од членовите, тоа е вториот столб, а третиот столб е доброволно капитално финансирано, каде што може секој поединечно да си отвори сметка, а може и работодавачот да направи пензиска шема за вработените. Значи, главната разлика е првиот столб ни е pay-as-you-go, а вториот и третиот се капитално финансирани, каде што се инвестираат средствата, се оплодуваат, имаме приноси на тие средства и така натаму. Со оглед на тоа дека ја познавате оваа тематика, колку граѓаните ги знаат овие столбови и придобивките од учество во вториот, во третиот столб? Па да ви кажам, баш она што почнуваме свесноста за пензиско, некако е затаена од предходниот систем и затоа мислам дека граѓаните и не се не интересираат. Пензијата е далеку, што јас сега тоа ќе размислувам, нели? И ние имаме стално истражувања и сето тоа за да утврдиме колку е, нели, познавањето и правиме обиди за запознаеност и така не сме презадоволни од од знаењето за овие детали кои што навистина се важни. Така е, токму затоа и сме денеска овде, со оглед на тоа дека велите треба да се размислува за пензија уште при стапување на оној работен однос. Кога ние како помлади стапуваме во работен однос, она што треба да го знаеме како се станува осигуреник и член на еден пензиски фонд. Значи, со вработување, дел од придонесот што се плаќа, мислам, по вработувањето, нели работодавачот исплаќа
плата и бруто плата во која што се вклучени нето и придонеси и делот од пензиско осигурување се двои за првиот столб и за вториот. Значи 18,8% уплаќа работодавачот, 12,8% одат во првиот столб, а 6% на индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд. И сега при секое прво вработување, значи осигуреникот има право во рок од 3 месеци да одлучи со кое друштво ќе склучи договор за членство. Меѓутоа, доколку не одлучи, тој не останува нешто нераспределен, него има формула која е пропишана од МАПАС, по која што тој се распределува во определен пензиски фонд и тоа велиме дека привремено е, додека не поминат оние 3 месеци кога он ќе одлучи дали ќе премине, дали ќе остане, или па може би вака нема да се информира, па автоматизам, па ќе си остане таму, па после ќе може и да преминува во друго друштво од кога ќе се информира. Пред ова вклучување во живо од вас слушнав за поим зелен плик, морам да бидам искрен, не ми беше познат што представува тој зелен плик како тако. Да, навистина сме разочаравте што не знаевте и рековме баш ќе објасниме. Затоа што во рамките на ова подигнување на свесноста ние имаме креирано, значи МАПАС е регулатор и супервизор на овој систем. Значи донесуваме подзаконски акти, предлагаме измена на закони и така натаму. И сега согласно закон пензиското друштво е должно еднаш годишно секој член да го информира за уплатите на неговата сметка, каде се инвестирани средствата, колку вкупно во моментот, нели, на крајот на годината има средства, кои се надоместоците што се наплаќаат, сепак нели друштвото си наплаќа надоместоци и кој е приносот од што се инвестирани тие средства. Се тоа е извештај кој што си е задолжително, меѓутоа ние еве за нели да биде препознатлив, креиравме зелен плик. И фактички зелениот плик е извештајот кој што треба секој член да го добие и ако не го добие, треба да се обрати до неговото пензиско друштво или до МАПАС со информација, нели, или да се поплачи, јас не сум добил, и веднаш да се активираат механизми за тој да се добие зелен плик. Еве, со оглед на тоа дека ги спомнавте поплаките, каде граѓаните може да се поплачат доколку најдат на некој проблем во тој поглед? Значи, МАПАС е формирана целта. За формирање на МАПАС е заштита на интересите на членовите на пензиските фондови. Значи, нас основната улога ни е тоа. Така да секој член може да се обрати до МАПАС, да се поплачи дали за зелениот плик, дали за неинформираност доволна од агенти при склучување, еве такви имаме случаи, дали некој проблем ако има со друштвото и така натаму. Значи, се што е поврзано со членството може да се обратат во МАПАС, каде што ние постапуваме. Имаме и поплаки кои што се поврзани со фондот на ПИО, во постапката при наследување на средствата, например. Се тука ни се обраќаат, па ќе почекаме, се обраќаме ние до фондот на ПИО да го решиме прашањето. Значи, во секое време може да се обратат во МАПАС. Така е. Татјана Стефановска, раководител на сектор за правни работи при МАПАС, ви благодарам за ова и се надевам дека граѓаните има можност да слушнат дека ќе кренеме на свесност за пензиско осигурување. Ви благодарам за можноста. Слушнавме за тоа како функционира пензискиот систем, кои се оние, како функционира оној троцолбен систем, зошто е потребно да се размислува за пензиското осигурување веднаш со стапување на работен однос, каде може граѓаните да се пожалат доколку најдат некој проблем, па еве Елен Иван, доколку вие немате дополнително прашање, овде би го завршиле ова вклучување од МАПАС. Јас ти благодарам, Кирил, на двете одлични и актуелни вклучувања.